Му се радуваш на огнот, но не и на пожарот. Му се радуваш на домот, но само кога е безбеден. Полиси за домакинство на осигурување Македонија. Сега со подобрени услови. Тука сме. Наближуваат натпреварите од втората фаза. Македонија има повеќе одмор отколку другите селекции, односно Македонија и Шпанија. Првиот дуел за нив во вториот круг ќе биде в недела од 20:30 часот. Што очекуваме? Па добро, како што кажа, имаме малце повеќе одмор од другите репрезентации. Тоа стварно многу значи во овај циклус. Шпанија прв противник, значи сме играле доста со неа. Се работи за исклучително квалитетна репрезентација, со играчи кои играат во многу добро клубови, кои, ете, да кажем, го знаеме нивниот шпански систем. Би рекол, ето, го употребуваме и ние тоа, па до сега, ете, добро ни оди. Треба да се влезе максимално со глава во тој меч, затоа што знаеме шпанската репрезентација е исклучително добра репрезентација. Понесовте голем товар во одбраната, имавте тешки дуели против играчите на Словенија и на Германија, секако и на Црна Гора. Ќе биде ли можеби малце полесно против Шпанија или очекувате и тука да биде агресивно и борбено? Не би рекол дека ќе биде полесно, значи на европското првенство тука, значи секој дуел е, и претходно кажав во некој интервју, секој дуел е значи треба да се влезе многу јако, многу со 100% да се влезе во него за да се освои тој дуел или таа топка. Агинагалде е повреден, ќе биде ли можеби полесната задачата барем со пикерите на Шпанија? Па секако, Агинагалде е еден одличен пикер кој е многу тешко да се игра против него, многу робусен, јак. Секако не го подценуваме и другиот пикер, тој е исто така добар, меѓутоа мислам дека ето да кажам за нас еден плюс ако не игра е тоа.